Далеко од тоа дека се сметам за некоја фудбалска бабавангја и ги погодувам работите однапред. Меѓутоа, на 9 јануари 2024 година, кога ја одржав пресконференцијата прва тогашна со новиот шеф на стручниот штаб Горас Михаилов, знаев дека оваа соработка со Вардар е многу проблематична. Целата таа проблематика се усложни некаде летото, откако Горас го обезбеди останокот на Вардар низ едно врел пролетен дел со многу перипетии, многу возбудување и така натаму. Меѓутоа, со најавата, со доаѓањето, со влегувањето во клубот на славниот Пурамен, кој е фудбалски човек во било каква смисла, со сите аномалии кои одат пред него, зад него и во него, и кој има генетска поврзаност со фудбалскиот клуб Вардар, ми беше јасно дека оваа соработка на Михаилов и на Неделковски тешко ќе оди. Зошто? Сега ќе ви објаснам во наредните 60 на секунди. Новинарска суета, да или не? Квалитет на тренерот, да или не? Можеме да навлегуваме, можеме да анализираме. Никогаш нема да го имаме вистинскиот одговор зошто Горас Михаилов си отиде од Вардар. Но, пак ќе речам, не сум фудбалска бабавангја, но во мојот Facebook статус 2-3 дена пред надпреварот Вардар Пелистер, молејќи го Господ со целата позитивна енергија во оваа многу проблематична констелација на односи во која се наоѓа фудбалскиот клуб Вардар, да победи Вардар пред се заради неговите навивачи, ради она армија на навивачи кои не се дел од комитета, а кои го сакаат клубот. Сето тоа се услиши со тој гол на Дианеси, но Горас Михаилов ден после тоа, 19 август 2024 година, си даде оставка и го напушти шефовското место на Вардаровата тренерска клупа, од која предвидував дека ќе има катапулт. Кога тогаш? Ова не е за Горас, ова не е за сите овие натрешно политички, општествено, фудбалски односи испреплетени во оваа мешаница во која се најде фудбалскиот клуб Вардар, но да се скрши сето тоа на грбот на Вардар не е добро. Да се менува тренер туку така ампасан, без навлегување на суштината на она што му треба на Вардар, не е добро. Пурамен го направи своето со огромна подршка на ВД раководството, на фронтмените, на човекот кој излезе и образложи од прилика во каква ситуација е Вардар, се обиде на јавноста да ја објасни каде се во оваа мешаница, каде се во оваа поставување на маркерите внатре во Вардар, комитите кои секако неизмерно го сакаат Вардар. Тука не зборуваме за тоа и кој го покажаа тој на дула со Пелистер, но заминувањето на Горас Михаилов преку борбата на двете новинарски фамилии остава прашалници и тешко кој може да поверува ради тие лични, приватни причини. Тоа е Вардар, тоа е актуелната ситуација, тоа е погачата која се крши врз црвено-црниот дрес. Дај Боже да биде за добро со ова што Пурамен и комитите го фураат и се обидуваат како два остри камења или како рогови во вреќа да се усогласат. Вардар е најважен за доброто на Вардар, но 3 точки и многу црвено-црни прашалници.